Поруки за секој еден од вас. Новиот театар е во завршна фаза, Домот на култура ќе биде концептно реновиран, ќе се гради затворен олимписки базен, повеќе наменски игралишта, нова модерна библиотека, кој се само еден дел од проектите кои ќе направат Струмица уште поубаво место за живење. Стартуваме со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва се наоѓаме на плоштадот Гоце Делчев среде Струмица во изборната единица 4. Во овие минути зад нас на бината говорат кандидатите за пратеници од коалицијата за подобра Македонија и предводена од ВМРО ДПМН. Во овие моменти, колку што можам да чујам, говори Ванко Верманчев, кандидат за пратеник. Се очекува да се обрати и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Токму од ова место вечерва ќе го водиме отвореното студио на телевизија Нова и ќе дискутираме за текот на кампањата. Досега остануваат само уште 5 дена до изборниот молк. Се чини дека се вжештува реториката помеѓу политичарите, посебно упатена токму од говорниците на централните митинзи на обете политички партии. Вечерва ќе дебатирам во ова отворено студио со Лазар Партиков, кој што е професор по македонски јазик, струмичанец, човек кој што доаѓа токму од оваа изборна единица, и господинот Никола Србов, аналитичар, кој што го одвој ден денеска да биде дел од отвореното студио, мобилното студио на телевизија Нова. Тргнавте дури од Скопје со нас и со вас ќе разговараме во однос на испратените пораки досега. И веќе стартуваме со господинот Партиков. Вие сте струмичанец. Како е да се живее во Струмица? Доаѓа 11 и треба да отидете да го закружите гласачкото ливче. Што е за вас како струмичанец најважно? Како се живее сега? Што очекувате понатаму по 11 декември? Вака, Струмица е убав град. Како секој што го сака своето родно место, јас го сакам. И ние струмичани сме локал патриоти. Убав град е, има убава местоположба, убава клима. Инаку она што го прави владата, речеме, со сите оние проекти со кои го леснува живењето на граѓаните, а јас како представник на образованието можам да се пофалам дека не само со оваа власт, туку и претходно кога ВМРО дојде 98 година за прв пат на власт, се случија првите промени во образованието. До тогаш во школите немаше една тула ставена, една цигла. Немаше купено комплет лектири. Бидејќи сум вработен 91 година, токму на 1 септември, иста година кога Македонија го распише на 8 септември референдумот. Значи мојот работен стаж е еднаков со стажот на Република Македонија. И знам што се случува во образованието и кога ни се качуваат платите, кога се нешто гради, доградува, кога има проекти и кога замира. Значи, од 98 година, кога за прв пат власта ја освои ВМРО ДПМН, во Струмичкиот регион, говорам, не само за градот Струмица, во околу 70 села, јас работам во Куклич, да. Меѓутоа, тогаш во тој период работев до 98 работев во маршрутите. Се реконструираа, доградија, или на било кој начин се реновираа околу 70 училишта во регионот на Струмица. Може ли паралела да ми направите? Сепак Струмица е град кој што се уште важи за бастион на Зоран Заев, барем до сега тој е градоначалник веќе трет мандат. Можете ли една паралела да ми направите? Паралела со неговото владење, начинот на работа? Па, неспоредливи се нешто. Например, ако споредиме, например, кога 2002 година дојдоа на власт СДСМ, од тој период до 2006 година, ако имаше некои започнати незавршени проекти, тие се довршија, или пак одобрен проектот, обезбедени финансиите и тога се заврши. Потоа 4 години имавме застој. Се стоеше. Од 2006 година наваму, постојано нешто се работи по школите, се менуваат кровови, ПВЦ столарија во сите школи, во централните училишта веќе насекаде има парно грејење, патосите секаде променет, нови табли, нови столчиња за компјутер, секој дете веќе да не зборувам. Условите за работа се многу подобрени. А инаку Заев има надлежност над образованието, меѓутоа само ги назначува директорите, таа политичка, и вработувањето се преко него. Во образование нема влезено ни едно лице кое нема партиска книжка на СДС.
во овие моменти, додека е он. Додека тој е на власт. Така. Господине Србов, гледаме струмичани што велат, можеме да чуеме и во овие моменти од говорницата она на што се фокусираат и во моментов говорниците од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е споредбата дека Зоран Заев како една од клучните пораки кои што ги испреќа до граѓаните на изборната единица 4 е дека Струмица за него е еден од најуспешните проекти, најуспешните градови и сака Македонија да ја направи иста како Струмица. Како можеме тоа да го проанализираме? Говоревме претходно дека тоа Зоран Заев што сака да го спроведе во Македонија, да направи Македонија како Струмица е апсолутно погубно, нели, за Република Македонија, бидејќи се што има имплементирано во Струмица се покажа како неуспешно, да не се повторуваме. Интересно е што Никола Груевски, значи противникот на Зоран Заев, се кандидираше во изборната единица 4. Токму така. Токму, значи Зоран Заев бегаше, но Груевски го отиде на негов терен и кога ќе ги споредите двете програми, значи на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, ВМРО ДПМН имаат повеќе проекти за изборна единица 4 за градот Струмица, отколку самиот градоначалник на градот Струмица Зоран Заев што има предложено, барем, значи на страна што има исполнето, што нема исполнето. Барем предложено или ветено дека нешто би можело да се исполни. Значи тоа е еден парадокс и сега видите противникот кој ви доаѓа од премиерот на Република Македонија ви доаѓа на ваш терен и ви нуди многу поголеми и поефективни проекти од вас самите во ваша куќа дома. Тоа е де факто поразително. Јас ја гледав и програмата на Социјалдемократскиот сојуз, 2/3 од програмата се зборува за ВМРО ДПМН или за што се случува во Македонија, благодарение не знам на власт или на ова. 10 пати повеќе спомнато ВМРО ДПМН отколку Социјалдемократскиот сојуз, што исто така смешно. Имаат одвоено некои проекти, помеѓу кои е тоа дека ќе почнат, значи, знаете каде е смешната работа, што едните, во случајот ВМРО ДПМН, ветуваат дека ќе изградат 140 градинки, од кои 100 новија 40 ќе ги пренаменат во некои простори, додека Социјалдемократскиот сојуз ветува дека од градинка ќе започнат да се гради мултикултурно општество. Така, двојазичноста е една од работите која што крена најмногу прашина. Најмногу беше зборена, тоа се во ред на страна, но сега имаме од една страна каде што се нуди дека ќе се подобри квалитетот на згрижување на децата и така натаму, дека ќе се градат нови објекти, од друга страна немаме ветување за нови објекти, туку имаме ветување дека мултикулти друштва ќе правил господинот Зоран Заев, каде ќе одел заедно со своите најблиски соработници и ќе му објаснил на децата како треба мултикултурно да се дружат од 2 години, да речеме, што е апсолутно смешно. Така. Како вие, господине Лазар, гледате на сите овие најави дека треба да се учи во училиште и албански јазик и македонски јазик, односно еве токму во Струмица, вие сте во Куклиш, тука нема многу албанско население, а тоа ми го замеруваат на Заев дека лесно е од Струмица. Нема воопшто. Така, нема воопшто. Во една средина кај што нема ни еден албанец, јас не чувствувам потреба да го знам албанскиот јазик. Исто е како јас да некој да ме натера да учам ескимски. Непотребно. Потполно исто. Немам со кого да комуницирам. Јазикот е средство за комуникација. Ако во мојот град јас немам со кого да разменам мислење, значи треба да барам на Facebook пријатели албанци за да го вежбам јазикот. А зошто мислиш тој тогаш? Мислам дека на Заев не знам која му беше целта, меѓутоа ова не му требаше воопшто. Како да беше платен од некој да направи гаф, и тоа страшен гаф. Најпрво за него самиот, за партијата за која работи и за државата. Сакајќи веројатно да ги придобие албанците, тој самиот се понуди, без тие да му бараат, им понуди двојазичност и вели дека уставот е рамка, овој рамковниот договор бил рамка и треба да се прошири и дури албанскиот да го прогласи за официјален службен јазик на цела територија на Република Македонија. Иако имавме едно стрекно добро решение, каде што, да речеме, малцинствата имаат право, оние што во одредена локална заедница живеат, ги има над 20%, да го користат како службен јазик својот јазик. И тоа е човечки во ред, тоа беше решено и во образование, и во единица на локална самоуправа. Тоа е решено, да, со Охридскиот. И мислам дека тие со тоа беа задоволни.
дури не негува некои илузии дека албанскиот може да се прошири на цела територија, бидејќи самите се свесни дека кога ќе дојде, да речеме, албанец трговец да купува зеленчук од Струмица, тој би требало да знае македонски. И логично е да го знае јазикот на државата во која што живее и заработува, во кој се лекува. Замислите сега, например, во операциона сала, двојазичност. Каша поперек стане. Каша поперек. Или, например, ако некој албанец, еве да претпоставиме, доаѓа да купува пиперки, и сега ние треба да бидеме сервилни, да му излеземе во пресред, да се мачиме, да зборуваме албански, за тој да ни ги купи пиперките на нашата пот, за да може да заработи полесно. Која е таа логика? Јас мислам дека ни еден политичар во светот толку ниско не го постави својот народ за сметка на малцинскиот народ. Или замислете Меркел да ги натера германци да учат турски, затоа што во Турција, во Германија има околу 10 милиони турци. Так. Како ќе биде прифатена? Дали некој би го дал гласот за неа? Дори таму се крена толку голема прашина околу тоа што турците нема право ниту да имаат два пасоши, мора да го вратат турскиот, па потоа се пеглаше, значи нема право ни да го сочуваат турскиот пасош. Така е во Германија, нели? Сега дури има и некои најави, нели, дека ќе биде германски официјален јазик за каде беше баш за Швајцарија, така дека Швајцарија која беше баш таков тип на држава, кантонизирана држава, сега има најави дека ќе се прогласи германскиот за официјален државен јазик. За да може полесно се комуницира нормално помеѓу кантоните. Тоа истина сега не им функционира, ама они сакаат перфекција, како што е Швајцарија, нели прилига и смета дека германскиот јазик, доколку биде државен, уште по-цврста ќе биде државата, ќе оди напред и таму има слово околу такво нешто, а ке нас одиме во некој обратен процес, се враќаме на назад. Видете, Зоран Заев околу гафот. Ајде што не е гаф, јас сметам дека целата криза која траеше 2 години имаш интенција да дојде до овие национални прашања да бидат отворени, значи. Не е дека Зоран Заев ја почна кризата за да дојде на власт. Така и тој самиот е свесен дека не се доаѓа на власт. Гневот кај граѓаните го врти кон себе. Тој е свесен дека така не се доаѓа на власт, но самата криза како беше проектирана од почетокот на студентските протести кои беа нели киднапирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз и како се следеше подоцна со бомбите, со диво населје, со заканите од некои албански сепаратисти, беше целата таа криза беше насочена како се да гледаме финалето со неговата изјава во Швајцарија. Сега господинот Зоран Заев сака да не убеди дека не бил разбран, веќе научивме да се демантира на секој разбор или некој друг да го демантира или тој сам да се демантира, но не може да се демантира, а да не бил разбран на тоа во Швајцарија. Или ВМРО-вци може спин му направиле, не знам, тој така вели. Но во самата програма го има наведено тоа. Тој во програмата вели дека во градинките ќе се образуваат мултикултурни друштва. Сега замислете, вие го праќате вашето дете во градинка и некој од Социјалдемократскиот сојуз политичар доаѓа и ќе им кажува на децата како треба да се дружат тие мултиетнички, значи на 2 годишни деца. Подоцна, веќе одма на следниот проект на истата страна во програмата, вели дека истото ќе се пренамени и во погорните паралелки, значи веќе во основно училиште, каде што децата ќе треба да комуницираат меѓујазично, значи децата веќе ќе треба да го имаат усовршено албанскиот јазик. Сега што е поентата? Тој не може во Струмица или во Кочани или во Кратово или не знам каде, Источна Македонија да направи такви мултикулти друштва или таква да бидејќи нема албанци, не може на сила да ги донесе. Но затоа во Западна Македонија, каде што има македонци, македонците ќе учат албанскиот јазик. И на тој начин Западна Македонија не двојазично, значи тоа со Источна Македонија е само, знаете како дел од планот да го изфрли меѓу народот и албанските партии. Мислите дека не е целта само двојазичност? Не, Источна Македонија самиот е свесен дека не можеш да направи двојазични, не знам. Неговиот план, страшното од неговиот план е тоа што Западна Македонија ќе направи еднојазична, каде ќе биде албанскиот јазик. Бидејќи по таа негова програма македончињата ќе мора да знаат албански јазик, кој веќе ќе тренат во основно училиште.
Па сега не знам да се Многу опасна. Тоа е многу опасно, значи сега имаат албанците Тоа е права. пат кон отцепување. Така да имаат албанците права како сите останати, ние сме мултиетничка држава, етникуми во државата, каде што се над одреден процент си ги имаат апсолутно сите права да си И треба да ги имаат, и ги имаат и треба да покрај ги имаат, окей, треба да ги имаат. Но тука сега имаме една друга замка каде што македонците треба да учат албански јазик и таа линија западна Македонија да биде еднојазична единица каде што се говори албанскиот јазик. Претпоставувам со текот на времето ќе им се смали шокот при некакво отцепување или физичко делење на државата, кога вие науча на деца од мали нозе им наметнувате дека треба да учат албански јазик. Значи, видете, не ги терате да се почитуваат децата меѓу себе. Со живот не се гради така со закон. Ние имавме... И не со сила. Да, или со директиви или со сила. Во Република Македонија имаше обид за уведување на веронауката и историја на религиите. Тие два предмета или тој закон целеше токму кон тоа меѓусебно осознавање на другиот, различниот од тебе и меѓусебно почитување. Токму Социјалдемократскиот сојуз беа првите кои го дадоа на уставен суд и законот падна. Значи, соживот се гради на таков начин, со почитување, а не на сила мене некој да мучи да ме тера да учам албански или албанецот на сила да го тера да учи македонски или српски или не знам како. Сосема друго. Дали тоа ја себе ке Извинувам што повелете слободно. би се надоврзам. Во Македонија, во средини кај што имаме билингвална средина, речеме во Крушево има македонци и власи. Така. Јас познавам, има цимер од Крушево, познавам доста крушевчани кои се македонци пород, меѓутоа знаат и влашки. Можеби не 100%, меѓутоа сосема доволно се разберат. Можеби не го користат во комуникација, а власите одлично говорат македонски, дури не може да ги забележиш дека не се македонци пород. Меѓутоа постои почитување, постои соживот, а никој не ги тера македонци да го научат влашки. Токму сакам на Сум разговарал со македонци кои што работат во Тетово, живеат во Тетово. Ми кажувале дека разбираат албански, го знаат, меѓутоа го учи на доброволна основа. Затоа што живее во таква средина и Сака да го разбере комшијата. Да. Меѓутоа наметнувањето како службен јазик или како нешто задолжително кај деца уште во рана возраст, веќе ствара отпор. Јас не се чувствам домаќин во оваа држава тогаш. Чекавме можеби 1000 години после падот на Самуиловото царство да направиме држава и после само 20 години ние треба да ја распродадеме. А таа двојазичност нема да води само, нема да остане на тоа на двојазични табли само по градовите. Апсолутно. Ќе отвори Најопасно за федерализација, прв чекор, а потоа следниот чекор веќе е еден референдум и отцепување. Стварање реализација на сон за голема алба. Како не е опасно е. Тоа е играње со оган. И затоа јас велам, политиката е сериозна работа и во неа нема место за аматери и за импровизации. Ако умееш да се користиш со неа, таа ќе ти даде благодат. Меѓутоа, ако не, може сериозно да се изгориш, да се запалиш. А Заев сега се игра со оган. Не знам колку е сресен. Кој би бил бенефитот на Заев тогаш? Зошто ја отвори оваа тема? Па најверојатно игра по некои туги ноти. Сам бенефит нема. Колку може да добие албански гласови? И сите да ги добие колку се така? Не, да не шпекулирам со бројки, ама тој колку ќе добие албански гласови пута 10 ќе изгуби македонски гласови. Се свесен е тој за такво нешто. Јас сметам нека игра по некои надворешни ноти. Друга работа да се надоврзам нова. Ние сме мултиетничко општество. Зошто да бидеме двојазична држава? Зашто да бидеме, значи одиме кон бинационална држава доколку се биде само македонскиот и албанскиот јазик. Тогаш ајде да ги воведеме сите, и ромскиот, и српскиот, и влашкиот, и бошњачкиот, и турскиот, и сите јазици да ги воведеме и да бидат секаде еднакви јазиците, па да ги учиме, детето кога ќе го прати во училиште да ги учи сите 6-7 јазици. Зашто мора да биде само албанскиот јазик? Зарем овие другиве не вредат? Не кажете. Значи, според извинувам ако се кавате кога рече зошто ќерка ми да учи турски. А во средината во која живее има турци. Нека учи викалност. Значи ги понижува турците. Турците ако гледаме така, па веќе историски ако гледаме, тука се многу пред некои други националности, но не и се тоа на страна. Од мултиетничко општество можеме да преминеме де факто во биетничко општество.
Друга многу опасна теза има во самата програма запишано, која не може да ја демантира, бидејќи веќе е запишана. Тоа е децентрализацијата на полицијата во Република Македонија. Значи, има замислено дека во одредени области, значи општините ќе се пренесат надлежностите над општинската полиција или регионални полиции ќе има направено. Тоа е премногу опасна теза, бидејќи замислат доколку се случи некаков инцидент како што беше Диво населје, кога надлежна ќе биде Кумановската полиција. Специјалците кои би тргнале од Скопје би можеле да бидат спречени од Кумановската полиција која ќе биде со пренесени надлежности. Или доколку се случи, замислете, таков инцидент во Тетово, дали таа регионална полиција ќе превенира против тие терористички акции или ќе ги спречи македонските сили. Тоа е веќе исцртување на територии. Што е прашање кое не смее да биде ни поставено, а камоли тоа е многу опасна теза во која доколку се навлезе вака да анализирате, ќе сватите дека тоа е поделба на државата, води кон поделба на државата. И затоа толку оваа тема мислам дека остана во јавноста, бидејќи ја сватија сите сериозно и дека мора да се разобличи дека се доведува во прашање самото постоење на Република Македонија ваква како што ја знаеме во овие граници. Ајде да говориме тогаш малку од оној друг аспект. Веќе се вжештува кампањата, веќе риториката и кај двајцата лидери е подиректна, поостра. ВМРО ДПМН сепак е фокусирано, кој што во моментот можев да чуем дека стартува со говор лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за нас. Ќе се вклучиме и во живо, претпоставувам дел од обраќањето да проследиме тоа, така правиме наназад од почетокот на кампањата. Постојано се вклучуваме во говорите на господинот Заев и на господинот Никола Груевски да видиме во живо што ти им порачуваат на граѓаните. Меѓутоа се вжештува кампањата. Вие како човек ја следите веројатно и по медиумите и по сите оние друг вид на медиуми кои што има печатени, телевизии и така натаму, сите се фокусирани на предизборната кампања, тоа е сега. Имаше вчера обраќање лидерот Груевски од митингот од Крива Паланка, каде што кажа дека дека Заев и во момент еве истото го вели, уште 7 дена до победата која што очекуваме и која што ќе ја добиеме, а Зоран Заев по овие избори не само што нема да биде премиер, туку нема веќе да биде по изборите во мај ниту на градоначалник, имаше таква порака. Од друга страна Зоран Заев порачува дека ова е крајот за Никола Груевски и за ВМРО ДПМН. Како вие како обичен граѓанин ја доживувате оваа риторика помеѓу двајцата лидери? Добро, Заев е во филм и тоа е подолго време. Тој веќе третиот мандат како градоначалник, например, воопшто не го работи како градоначалник, туку е веќе влезен во филмот на рушење на државата, верувам. Така е, бидејќи за мене беше нелогично во 19 часот кога се стави клуч на избирачките места, тој најави дека не ги признава изборите. Од тогаш почна кризата, од тој момент. Така, официјално на некој начин. Инаку што беше планирано предходно. Траеше и предходно. Имаше, меѓутоа на некој начин можеме да кажеме тоа беше почеток на кризата. Немаше ни една причина бидејќи изборите ги следеа мост. Ги следеа странски наблюдувачи, така. И на секој избирачко место, секој од партиите порелевантните си има своји посматрачи. Така. Избирачкиот одбор е составен од членови на општина администрација, има администрација и плюс представници на секој од релевантните партии. На ВМРО и на СДСМ зборува. И сега во едни такви околности некој да ми каже дека некој направил фалсификат, украл гласови или не знам што. Невозможно е. Јас сум бил од 96-та наваму на сите избори. Како член на избирачки одбор, дали како член, дали како председател, заменик председател, важно го знам избирачкиот закон, изборниот закон. Нема шанса да се направи фалсификат без знаење на другите. Да договориш со една купа луѓе во таа просторија. И со противникот при тоа да се договорат ВМРО и СДСМ треба. Невозможно. Тие две партии кај нас може да ги покријат сите избирачки места. И барем кај што имаат своји представници. Ајде да речеме кај што има чисти етнички албански избирачки места, можеби не праќаат, не знам. Меѓутоа праќаат. Што значи? Значи ги наблюдуваат и знаат што се случува. Без ниеден приговор, а записници се подпишани од членови на СДСМ кои биле дел од избирачкиот одбор
Има ли некоја логика некој да ти каже дека изборите не биле регуларни? Евентуално се случи. Да. Понатаму, лицитацијата со бројот на фантомите. Да, може се докаже дека нема фантоми. Па немаше доблест да се извини на јавност да каже ние мислевме, слушнавме или такви сознанија имавме, нели се извинуваме, го малтретираа народот 2 години. Нема фантоми. Истиот избирачки список. Па читав дури искази дека мртвите гласали. Луѓе. Мајка ми и татко ми починаа. Јас имам обврска законска да ги приемам во рок од 1 месец дена. Ако не ги приемам следува казна. Така. Законот вели така. Може да се најде на избирачкиот список починато лице, меѓутоа воколку почине после заклучувањето на избирачкиот список. Дали си има датум? Тој не може да биде отворен нон-стоп. А имаше такви. На првите избори после 2001-2004 година. Кога се уште не беа списоците доволно? Гласачките ливчиња беа тенки како цигарова хартија, прозирни, можевме да знаеме кој за кого гласал. Меѓутоа, после 2002 година за прв пат имавме подебела хартија, заматени кутиите, не се гледаше, не беше како аквариум да гледаш што има внатре и што е заокружено. Да се обезбеди поголема тајност. Параваните беа како што треба да не кажем, можеби не европски, меѓутоа во секој случај за овие наши стандарди добри. Тајноста обезбедена. И ова, например, со спрејови на палци или фломастер на палец, можеби јас ги прашав последниот пат, дали следното е сечење на палец, за да бидат сигурни дека некој не гласав по. Сега веќе го нема тоа, нови избори ќе го нема. Не, ки има слика веќе. Така. Да. И сакам да кажем дека сета криза им се подпира на лаги на конструкции. Дури и од разговорите не слушнавме бомбите, што ги викаа бомби, испаднаа цицинки. Ние струмичани, не знам да вие дали сте го користите тој термин цицинка, дали знаете што е? Не. Кога ќе се скапа балонот, оние парчиња Што станува? Се прават нови балончиња мали, но со вовлекување на воздухот навнатре и се врти и се чукаат од собственото чело за да пукнат. Не пукат кој знае како, меѓутоа тој пушташе цицинки и си ги удираше од глава. Ефектот никаков. Тоа не беа бомби, тоа беа ни петарди не беа, цицинки беа. Најпрво некултурно беше кога ќе видев наредени 20 души и внимателно слушаат, тој ги разговори. Меѓу нив имаше и навистина приватни разговори. Ако имаше некаде нешто што заличува на криминал, дај Боже, мислам и да има, си постои суд, истражен и така, нека се докаже. А јас не верувам дека постои во оваа држава граѓанин кој не би сакал сторител на криминал, например, на голема корупција, да се одговара. Меѓутоа, го видовме истиот тој Заев кој осудуваше некој за корупција, самиот како завален во фотелијата на својата канцеларија во општината, бара мито како да бара лепче. Како тоа е нормална работа и дури вели таков е редот. Ако за него тоа е начин на живење и таков е редот, можеме да замислиме кога ќе биде премиер, ако биде, каков ред ќе постави, како ќе функционира Македонија. Да секој странски инвеститор што ќе дојде ќе си бара таков е редот. Таков е редот. Замислете. Секој странски инвеститор кога би дошол, таков е редот, ќе вице тоа 1 евро да даде. Како вие ги коментирате сите овие случувања последни околу фантомите? А видете, приказната со фантомите нема да се извинат бидејќи они знаат дека ниту им информација, ниту овако тоа е дел од планот за да се создаде, значи повторувањето или барањето, се сомнева или пак знае? Не се сомнева, тоа е приказата, значи барањето за нови парламентарни избори беше базирано токму на приказата за 500.000 фантоми. Така. И сега ние гледаме дека нема 500.000 фантоми, туку напротив зголемене избирачкиот список. И со самото тоа им се руши целата кампања или план што го имаа направено за доаѓање на власт. Со самото тоа што имавме 3 датуми за избори, ова е трет датум за избори. Значи вие да имате 3 датуми за избори, јавноста да ве прашува цело време каде ви е програмата и вие за 2 години од 3 датуми за избори да не напишете програма, вие сте полагале надеж во насилно преземање на власт. Тоа е факт.
Друга работа. Зоран Заев излегува на јавни емисии, јавни дебати каде што кажува јас премногу знам дека ги имам разговорите. Зарем политичар во 21-виот век може да се горде со воајерство? Значи господинот Зоран Заев треба да знае од книга ако сака да ја води државата, а не од прислушкувани разговори. Сосема друго е прашањето дали тие прислушкувани разговори ги има користени за развивање на неговиот бизнис. Дали прислушкувал конкуренција? Дали ги знаел нивните планови каде ќе настапуваат на тендери, со кои цени ќе настапуваат? Дали прислушкувал за берзата, како котира на берзата? Па според тие информации од конкуренцијата тој знаел како да се постави. Значи има многу подтеми да се отворат. А најгоре е прашањето кој го проби безбедносниот систем во Република Македонија. Тоа се уште не е ниту начинот како. Господинот Зоран Заев, нашите, моите, вашите разговори на CD или на USB стик и дома да си ги слуша, јутре да доаѓа да ме оценува за нешто. Тоа е класично рекетарство, криминал. Сега, разговорите беа предадени во специјалното јавно обвинителство. Нели бараше Катица Јанева, не знам колку кубици сев таму да биде направен и беше направен таков сев. Беа пренесени на специјалното јавно обвинителство. Откако беа пренесени, и откако Катица Јанева се одважи да направи записник дека се пренесени разговорите, ние повторно бевме сведоци дека протекуваат разговори на YouTube каналот и интернет. Јас сметам дека во тој случај, бидејќи потврдува и Катица Јанева дека се предадени разговорите, тоа го потврдува и Зоран Заев. Јас не се сомневам, сигурен сум дека има копии на тие разговори, но правно Катица Јанева треба да одговара и специјалното јавно обвинителство како тоа излегуваат прислушкувани разговори и покрај тоа што ти потврдуваш дека ке тебе се предадени сите. Се извинам само да дополнам, ако се сеќаваш, Заев кога ги предаде разговорите рече се што имав и дадев на Катица Јанева. И таа во записникот имаше 650.000, дали биде тука некаде бе, 650.000 разговори. Заев ден покасно или колку беше рече дека имал 1.050.000, така нешто. Над милион. Значи недостасувате околу 400.000, да. Ако се направи математиката. Ако тој тврди дека се што имал предал, со бројките кога ги кажуваме бројките ни викаа дека лицитираме, не знам, правиме спинови така натаму и покрај тоа што кажуваме они тоа што го кажале. Викаме факти. Кога ти си излегол си кажал дека се предадени сите разговори. Катица тоа го потврдила. Од каде протекуваат разговори? Значи треба да се земеш и да се одговараш. А тоа треба да се одговара специјалното јавно обвинителство. А Зоран Заев е башка што треба да одговара. И Зоран Заев влегува во најжестокиот дел од кампањата, мислам дека сега се ќе стаи на коцка и држава и народ, бидејќи сфаќа дека ова е крај на неговата политичка кариера. Не само што би бил поразен на парламентарните избори, туку што после изборите ќе мора да биде сменет од функцијата претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Како тогаш ќе го протолкувате ова се што се случува? Значи да одиш со толку силна кампања контра опонентот? Јас веќе не го кажав тоа. Човек, ова ми мене како човек кој паѓа да гледа што повеќе да повлече со него. На друг начин не можам да го протолкувам. Еве здраворазумски да трнам на страна дека работи за странски интереси, за туѓи интереси, дека не работи за македонските интереси, да трнеме тоа се на страна, бидејќи нели немам црно на бело за тоа, иако сметам дека за тоа работи, а и народот знае дека работи за туѓи интереси, да го трнеме тоа на страна, тогаш одиме на другава теза дека човек кој паѓа гледа да повлече што повеќе со него. Ама тој не влече политичар или политички партии, тој влече државата и го влече народот. Тој го дира директно на јазикот. Господинот е професор по македонски јазик. Може да потврди дека јазикот е основната карактеристика на идентитетот на еден човек. Тоа не е ниту религијата, ние имаме македонци, муслимани, протестанти, католици, тие се македонци. Но јазикот, тоа е основата за идентитетот. И сега вие веќе кога сваќате дека паѓате, дека ова е крај. На глава ви висат кривични пријави за мито,
за вицето, не знам, за компании вакви такви кои влегувале, узурпирање на сите фирми во Струмица, тоа мештаните подобро го знаат и го кажуваат. Кога висат на вас на глава толку кривични дела кои се над 5 години, со што нема да ви важи ни пратеничкиот мандат, тогаш веќе ќе гледате да се спасувате газејќи преку се. Но Зоран Заев очигледно нема за него свето нешто, ни држава, ни народ, ни јазик, и тој токму удира во тоа да се создаде хаос во Република Македонија. Меѓутоа Македонија И извинете, значи пак да повториме, го имаме веќе зборувано, ја крева цената за создавање на идната влада во Република Македонија. Значи тоа е токму така, еве само накратко, сакам да се вратиме на ова, памтете ја мислата, доколку сега од режија, јас ке морам да ја прекинам, од режија ми јавува дека сме подготвени, колешката Данче, да се вклучиме во живо во дел од обреќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски од бината во Струмица на плоштадот Гоце Делчев. Со кого ќе ви биде на вас лично подобро? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Со кого ќе се чувствувате посигурно? Кој има подобар кадар и подобра програма? Кој држи повеќе додадениот збор? Кој ќе отвори нови работни места и ќе овозможи повисоки плати, пензии, социјална помош? На кого повеќе му верувате? Кој ќе биде достоинствен пред уцени и со кого нема да се срамите кога еден ден ќе погледнете назад? Кој ќе ги штити државните интереси подобро? Во суштина, ова е едноставен избор и покрај сложените околности во кои се прави. Избор помеѓу две комплетно различни концепции и избор помеѓу двајца кои се кандидираат. Ако веруваш во Македонија, твојот избор е јасен. Со гласот за нас, гласаш и за 70.000 нови работни места во Македонија. Со гласот за нас, гласаш за зголемување на платите во јавниот сектор за најмалку 10,25%. Гласаш и за зголемување на пензиите за најмалку 10,25%. За зголемување на социјалната помош за најмалку 50%. Со гласот за нас, гласаш и за зголемување на минималната плата постепено до 14.000 денари до 2020-та. За продолжување со изградбата на трите нови автопати Демиркапија Смоквица. Ке се вратиме повторно во живо да чуеме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Сега продолжуваме со отвореното студио. Одовде од мобилното студио на телевизија Нова, автобусот е стациониран на самиот плоштад Гоце Делчев во Струмица. Веднаш сме до бината. Може и да чуете зад мене во теке обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Пред да одиме на оној дел за кој што сметам дека е битен, односно каква играчка се направи да се подигне прагот за формирањето на идната влада, сакам само уште една работа да ја прокоментираме. Факт е дека е Македонија во политичка криза 2,5 години. Тоа е факт. Значи, ВМРО ДПМН и владеачката партија дозволија да биде Зоран Заев да ја држи во заложништво цела Македонија. Тие прво сакаат да се расчисти целата работа, нивните изјави на ВМРО ДПМН беа дека ќе дозволат и пржински договори се, само за да нема никаква дамка, односно да се расчисти се. Меѓутоа и пржинскиот договор излезе дека еден вид држање во заложништво на македонскиот народ, затоа што 3 пати ги одложувавме изборите. Видите, ВМРО ДПМН не дозволи да влезе Македонија во политичка криза, можеше, како што знаеме од јавност, имаше притисок да даде жесток одговор на сето она што се случуваше, но тоа можеше да доведе до многу поголем конфликт натре во самата држава, додека беше жестината на тоа пукање на тие така наречени бомби. Така. Значи, за признание, како раководството на ВМРО ДПМН успеа да ги смири страстите, првенствено меѓу своето членство и кај народот, да не искочи на улици, да не дојде до меѓусебен судир помеѓу народот. Успешно ја спроведе таа акција, да ја наречеме, значи да поминат што се имаа да кажат, нека кажат,
на крајот пак народот ќе одлучи. И гледаме дека и покрај сите испукани бомби, повторно, значи додека пукаа бомби, додека господинот Заев седеше со своите соработници и слуша прислушкувани разговори, Груевски со неговите соработници сеча ленти на нови фабрики. Во 2013 година господинот Зоран Заев имаше најавено за во Струмица изградба на 30 нови фабрики. Денес се гледаме дека нема донесено ниту една од тие инвестиции. Неколку илјади вработувања имаше најавено, нема донесено ниту една инвестиција, што значи човекот се занимавал со снимање, слушање, па презентирање на тие разговори. Од друга страна ги имаме ВМРО ДПМН, кои си го држаат членството, се со цел да не дојде до судир меѓу самиот народ на улица, а во меѓувреме си работат на програмата и се носат во најголемата политичка криза, се носат странски инвестиции. Да мислите да немаше политичка криза, како ќе се одразише тоа врз економијата? Ајде да гледаме од таа страна, значи не само што донале, да мислам да немаше политичка криза, можеби 3-4 до 5 пати повеќе ќе имаш инвестиции. Од каде да знаеме, а тоа ни беше нас ускратено со оваа вештачка политичка криза која спроведе Социјалдемократскиот сојуз. Очекувате ли вие како граѓани слушате што велат политичарите, гледате што се одвива се, очекувате ли крај на оваа политичка криза? Очекувате ли конечно да се почитува изборот на народот без разлика каков и да е? На 11 декември македонскиот народ со закружување на ливчето ќе одлучи кој сака да ја води оваа држава. Ќе застане ли на тоа? Логично е да кажеме дека на 11 декември ќе заврши кризата. Така би требало да биде во нормална држава, во нормални околности. Меѓутоа јас не очекувам да заврши тука. Бидејќи сето она што го прави Заев ќе има последици отпосле. Сега замислете, тој заговара двојазичност и федерализација, редефинирање на уставот. Со тоа ги подгреа желбите, апетитите на албанците. Тие веќе поставуваат нови услови. На листите кај Заев имате, не знам колку, дали се 4 или 7 добитни места за албанци. Тие ќе го зголемат бројот на албанските пратеници во собранието. Тие нема да бидат таму, нема да се однесуваат како социјалдемократи. Самата една пратеничка на телевизија дава таква изјава, прашаа како ќе се однесува во парламентот, дали како албанка, дали како социјалдемократ. Таа рече, па јас сум пред се албанка. Таа ќе грешува таму албанските прашања. На тој начин, например, ќе се отежи на било која партија што ќе дојде на власт. Предпоставам дека ќе биде тоа ВМРО, да помена, меѓутоа се едно. Албанци ќе си ги постават своите барања, ќе бидат високи сега, нема да бидат разумни или решливи проблеми. Тук сега ќе имат нереални барања и на тој начин ќе се отежат и преговорите. Јас очекувам ова да трае малце подолго, ќе има сигурно криза околу состојањето на владата. Дај Боже да заврши се добро, дај Боже нели да биде на мирен начин или пак да се смират страстите и кај самите албанци. Многу зависи од тоа колку пратеници ќе освои ВМРО да помане. Ако освои барем 63, минимум 63, за да може да формира стабилна влада, нели која е возможно малку поголема комоција на преговорачите, мислам дека тогаш ќе се смират страстите. Меѓутоа, воколку биде испод таа бројка, тогаш се отежнуваат условите за преговори. А апетитите ќе растат кај нив. Затоа, например, Заев се јавува овде, да не кажем како маша некоја продолжена рака или, не знам, слуга. Так. Од речеја сега ми јавува дека повторно сме подготвени да се вклучиме во дело од обраќањето. Ќе повторам обраќање на лидерот на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН Никола Груевски од Струмица. Слушајте си го срцето. Сетете се на моментите кога сте биле вистински среќни, кога сте направиле успех на било кој план, кога сте се израдувале на добра оценка во училиште, кога прв пат сте се влюбиле, кога сте славеле матурска, кога сте положиле приемен или ви известиле за прием на факултет, кога сте го кажале судбоносното да со саканата или саканиот, кога сте тргнале по невестата со ударот на тапанот, како ви чукало срцето, кога сте го славеле раѓањето на вашите поколенија, кога вашите родители ви кажувале за нивните родители и ви кажувале за нивните родители како еснафи, какви луѓе биле, полни со принципи и воинска нарав, со мудрости, поговорки и шеги.
Сетете се на моментите кога победува кошаркарите, ракометарите, кога се славеше 20 годишнината од државноста. Какво беше чувството на гордост кај сите? Тие чувства, тие моменти, сите тие минути и денови, тоа е твојата Македонија. Тоа е твојата Македонија. Македонија не е полна со омраза и со поделеност. Не. Твојата Македонија е полна со љубов и со убави моменти, со гордост, со достоинство, со смеа и посветена работа. Тоа е твојата Македонија. Ти решаваш за тебе и за твоето семејство, за сопругот и сопругата и за децата, за твоите мајка и татко, за бабати и дедоти, за внуците. И кога решаваш, помисли на твоите стари и на оние кои одамна не се со нас, но и на оние кои доправа треба да живеат овде. Јазикот е нашата татковина, велеше Блаже Коневски. Затоа гласај, кажи му и на твојот сосед, на твојот пријател, соселанец и сограѓанин, на другарите од мало, на друштвото од средно, оние на клупите и на стадионите, во салите и фабриките, по пазарите и нивите, во зградите и куќите, дека на 11 декември е денот. Почукни ги по рамото, прегрни ги им, кажи им, доаѓа денот! Доаѓа денот! Ова е вашата Македонија. Сите вие одлучувате. Вашиот ден, нашиот ден, кога ќе се слави повторно, кога Македонија ќе победи заедно со вас, со сите вас. Денот заради кој еден ден ќе бидат горди да кажат да, и јас бев дел од таа генерација која покажа како се сака Македонија. Дел од оние кои го победија мрачното сценарио за редефинирање на државата. Дел од храбрите и горди македонци и граѓани на Македонија, кои рекоа едно големо не на оние кои го споведуваат и стојат за ова. Слободно, демократски, фер, без притисок, убеди го во аргументите и разбудија вербата во него. Ако ја имаме да ја разбудиме, ако ја немаме да ја создадеме, велеше Гоце Делчев. И без страх, затоа што тебе никој не те исплашил, ниту пак може да те исплаши. Ти си дел од огромното мнозинство. Овој глас нека се пренесе низ целата наша држава, од Струмица до Скопје, од Кривопаланка до Дебар, од Охрид до Куманово, Велес, Битола, Штип, Гергелија. Нека се пренесе гласот на победата, гласот на вербата во Македонија. Спомнете ги. Спомените и плановите за напредок и успеси. Нека се пренесе гласот силно и осечно, гордо и стамено. Тоа е гласот на нашиот народ, кој си ја сака својата држава. Ти знаеш кои сме и што сме, се знаеме долго, со сите мани и предности, предизвици и успеси. И дека работиме многу, и дека се бориме многу. И ти знаеш дека за Македонија се работи. Сега е твоето време. Заедно со нас. Избори се! Избори се! Избори се за повисоки плати, пензии, социјална помош, земјоделски субвенции. Избори се за нови инвестиции и нови работни места. Избори се за нови болници, поевтини лекови, нови куќи и станови, нови училишта и знаење. Избори се за нов инвестицијски циклус,
и раст на бизнисот. Избори се за нови водоводи, автопати, електрани, гасоводи. Избори се за членството во НАТО и во Европската Унија, ама како природна работа на принципи и на вредности. Избори се за правото на глас, да можеш слободно да избираш. Избори се и покажи дека си слободен човек и дека си патриот во оваа држава. Но пред се, избори се за твојата татковина, затоа што ако Македонија ја немаш, а се друго имаш, тогаш ништо немаш и ништо немаме. Македонија е твојата држава. Не дозволувај да ти го земат она што најмногу го сакаш. Имаш и мудрост, имаш и храброст, имаш и сила и чест. Македонија те вика, Македонија ќе победи. Ти одлучуваш. Избори се за Македонија, за твојата Македонија. Дојаат убави времиња на напредок и на работа. Да сте живи и здрави. Македонија победува. Вие победувате. Победуваме! 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 Нека е вечна, независна и суверена Република Македонија! Зашто е по-добро за тебе и за твоите најмили. Ти знаеш што е најдобро за сите, за Македонија. Ти знаеш што е Проследивме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, носител во изборната единица 4. Денеска сме токму тука во изборната единица 4 во Струмица на площадот Гоце Делчев. Можам да посведочам, гледам и одлево и одесно, вистинска еуфорија од присутните овде на вечерашниот митинг на ВМРО ДПМНЕ од Струмица, од каде што пред само неполна минута лидерот Груевски порача победуваме за стабилна Македонија, независна Македонија. Ајде да прокоментираме. ВМРО ДПМНЕ е убедено дека ќе победи на овие избори. Сега е апелот да се добијат 63 претенции, да се спречат оние уцени за кои што почнавме да зборуваме. Можно ли е да отидат апетитите на албанските партии до тој степен, охрабрени еве од овие најави на опозицијата, па апетитите да отидат до таму да, како што рековте, дојде до проблеми околу формирањето на владата или туркање на сето она што треба да се турка, нели, закони и така натака. Веќе се отидени на своите митинзи, албанските политички партии веќе ги поставуваат тие барања.
и ќе одат со тоа барање да се за двојазичност и за децентрализација, поголема децентрализација на државата. Не е само двојазичноста, збор станува и за децентрализацијата, што е исто така многу опасно прашање. Доколку ВМРО, сите анкети велат дека ВМРО ДПМН сигурно ќе победи, убедливо ќе победи, но таа имам многу битно со каков, како што каже господинот, со каков број на гласови, доколку со каков број на пратеници, доколку биде тоа 63 пратеници. Во таков случај ќе нема простор за уцени. Бидејќи ќе имаат мнозинството во парламентот. Ќе нема простор за уцени да се уценува спроведете го ова или ние нема да влеземе во влада, бидејќи тоа што е многу по-комотен, имате мнозинство во парламентот, на крајот на кришто можете и сами да создадете влада. ВМРО ДПМН нема да го направи тоа, но ќе ги скрати апетитите токму поради овој факт дека го има мнозинството во парламентот. Сега ми јавуваат од режија дека можеме да проследиме и дел од обраќањето на лидерот на СДСМ и на коалицијата, опозицијската коалиција предводена од СДСМ, кој што вечерва митингува во Скопје, да видиме што Заев им порача на Скопје. На таа волја за живот го чисти нашиот пат кон нашиот заеднички живот во ова наша преубава земја. Ние можеме, ние веруваме, имаме надеж, имаме визија, имаме знаење, имаме план за живот во Македонија. И ќе има живот во нашата Македонија. Другари, познаници, пријатели, би сакал да можевте да погледнете во моето срце. Но бидејќи тоа не е можно, ви го отварам срцето, слушнете го тој гласен шепот на благодарност што ја чувствувам кон сите вас и кон својата земја. За вашата иднина се работи. За вашиот живот се работи во Република Македонија. Знам дека си ги сакате другарите. Знам дека си го сакате семејство. Знам и дека сакате живот. И затоа сакам да ја прифатите оваа моја рака. Еве, ја подавам мојата рака на секој од вас. Знам што значи да си млад како вас. Не е тоа толку одавна, за да не можем да се сетам со какви очекувања излегов од факултетските клупи. Со каква трема влегов во бизнисот и колку се радував на секој нов успех, на секој ново отворено работно место. Проследивме дели од обраќањето на лидерот на СДСМ Зоран Заев дадено од бината во Скопје, каде што вечерва се одржува централниот митинг на СДСМ. Отвореното студио е во Струмица на плоштадот Гоце Делчев, каде што вечерва митингуваше, само што заврши митингот на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Овде некаде ќе дојде и крајот на отвореното студио, ќе му дадам збор уште на господинот Партиков, како човек, како граѓанин, како струмичанец, гласач во изборната единица 4, што очекувате по 11 декември? Поубав живот, поголема плата, пообразованието. Сега во преди избори сите сме богати, нели? Сите партии ветуваат нешто, дури би кажал кога ги слушам ветувањата на Заев, кога се работи за мојата професија, за мојата бранша, ме фаќа мерак да гласам за СДС, верувајте. 30.000 плата не е мала работа. Меѓутоа, познавајќи го како човек и слушајќи неговите изјави, зависно од соговорникот, тој за секоја тема има две диаметрално спротивни изјави. Јас не знам кога да му верувам. И сметате дека она што го сметам дека нудат не е тоа што го реално? нуди се магла, само список на желби. Нивната програма делумно е препишена, делумно е список на желби, а и ако ги следите неговите говори на митинзите, тоа е лирско интермецо, чиста поезија. Нема некои реални проекти. Плюс, сите негови постапки за овие 2 години, да речеме, еве да тргнеме за диво насилие, тој ја обвинуваше власта за соработка со терористите, наводно ги викала за да ги убие.
Следниот ден веќе беше тој таму и се сликаше за Фејсбук со дел од народот таму, не знам кој истиот тој народ свиркаше додека заминува колоната возила на специјалците на полицијата. За мене тоа е нелогично. А пак кога гостуваше дали во Словенија, кај беше на еден собир, мислам дека беа тоа леви партии, на кои што истакна дека Македонија успешно се справила со терористите. И сега, кој е неговото мислење, например, за овој случај? Јас не можам да разберам. Кој е неговиот став? Тоа ве прави да не му верувам. Значи, зависи со кога разговара и таков, на некој начин форсира некоја, во политиката некоја селска и троштина. Политиката не е тоа. Тоа е умешност на можното. Не може да бидете вие и троманец и да креирате држава. Да. Друга работа. Сега говоревме преки за анкетите. Според релевантните анкети ВМРО води убедливо. Нек ни слушам нивна анкета, разликата е 1%. Ама не е прв пат ние да се сретнеме со анкетите на Спасов, кои се за внатрешна употреба правени, може би во штабот или испитани се нивните членови, не знам. И самите тие не веруваат да ќе победат, затоа му даваат пак предност, барем со 1% на ВМРО ДПМН. За ГТЦ. За да. Што беше анкетата, Гушни го... немаше ни овакво процент, па... Значи СДСМ беа во водство, значи анкетата за ГТЦ што беше, ни таа опција, па не помина референдумот за ГТЦ. А сега чим даваат предност на ВМРО, значи уште поголемо ќе биде разлика. Инаку, веќе говорим за 11 декември, мислам ќе поминат изборите, јас очекувам нашиот народ, не само јас, сакаме стабилна држава, сакаме мир, сакаме сигурност. Економски просперитет. Тоа го нуди оваа партија, мислам оваа коалиција широка, не зависи само од една партија, тука се голем број партии, може би се на 25, не знам колку се, во кои парципираат голем број малцинства и турци, и срби, и роми, и власи, ги има сите. Ромски партии се во коалиција се тука. И тоа обезбедува некоја сигурност. Башка, знаејќи работата на оваа влада, која со години работи се занимава со проекти, бројот на невработеноста, да речем процентот го намали од 38 рекорден за времето на во 2006 за времето на СДСМ на сега колку е 24 или колку е? 24, а се прогнозира дека на 17 ќе падне. Со самиот пат на невработеноста кај нас, например, колку пониско паѓа ќе порасне цената на трудот. Автоматски се подобри стандардот. И благодетите народ допрво ќе ги почувствуваат. Меѓутоа, пред се потребен е мир и стабилност. А со ваква опозиција, верувајте, штетно е. Мислам, и тие што треба да вложат во Македонија на некој начин се предпазливи. Иако доаѓа ако може. Еве за крај. Околу вработеност или односно невработеноста. Многу интересно тоа што работоспособните граѓани во Република Македонија од 2006 па навака, значи бројот расте, од 2016 порасна за 70.000 работоспособни граѓани. Истовремено се крива и вработеноста, а се намалува невработеноста. Значи тоа е статистика која со бројки оди против тезата на Социјалдемократскиот сојуз за наводни 600.000 македонски граѓани иселени од Република Македонија. Значи чим расте работоспособното население, чим расте вработеноста, опаѓа невработеноста, тоа е доволен индикатор, значи дека тие такви тези не поминуваат, играат на картата на создавање незадоволство, но едноставно бројките се немилосрдни. Така. Јас ви благодарам на обајцата што бивте дел од отвореното студио овие час и кусур од Струмица, од плоштадот во Струмица, од патувачкиот автобус на телевизија Нова. Ние ќе се вклучиме повторно во 22 часот, ќе проанализираме и со еден од кандидатите за пратеник Ванко Верманчев, овде во изборната единица 4, а тука е се уште и нашиот аналитичар Никола Србов, кој што целиот ден дури од Скопје патува со нас. Останете фреквенцијата на телевизија Нова, имаме многу повеќе информации за во вестите во 22.